Почитувани гледачи, добра вечер, уште едно издание на емисијата Избор на народот. Во малку поинаков ентериер и декор го водиме денешното издание на емисијата, но тоа не значи дека ќе отстапиме многу од темите кои што редовно ги обработуваме во нашата емисија. Актуелната политичка состојба во Македонија, меѓународната политика, меѓународните односи на Република Македонија. Тоа се само дел од прашањата кои што ќе ги загатнеме во вечерашното интервју. Гостин во студиото на телевизија Сонце е председателот на Македонска алијанса и бизнисмен, многу успешен во Соединетите Американски држави, Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Добра вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Пред се, да ви се заблагодарам за поканата што ми ја дадовте, да бидам гостин на нашата телевизија, Македонска телевизија Сонце. И пред се, сакам да му се заблагодарам и на сите наши гледачи во Република Македонија и оние кои што не гледа во странство. Господин Атанасовски, вие долго време живеете во Соединетите Американски држави, таму работивте. Бевте активен иако во Соединетите Американски држави и коментиравте многу актуелни теми кои што се случуваат во Македонија. Вие сте во Македонија, дали е ова редовна посета на земјата или има некоја посебна причина? Јас овој пат сум дојден тука да завршам некои работи кои што би се започнали уште минатата година, но пред се сакам да кажам дека иако имам големи обврски во Соединетите Американски, каде што поседувам неколку бизнеси, едно од бизнеси е Microflex и друга компанија која што пред 4 години основаме, Microflex Automotive, Orman King Construction и други компании кои поседувам, али секогаш мене ме трга мојата татковина да бидам присутен што повеќе тука. Идам неколку пати во годината, а овој пат сум дојден да завршам некои работи кои што и сакам да објавам дека формирав фондација Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, која ќе биде во функција и после втората половина на оваа година. А исто така дојдов спрема законите на Република Македонија, треба да се соберат 1000 потписи, да се пререгистрира Македонската алијанса, кој сум јас председател, и ние тоа го направиме за едно рекордно време, каде што ги собравме потписите, ги предавиле на судот во Скопје. Така да, ова работа што ги имав, ги завршивме овие неколку работи, а другото време ќе се задржам да му помогнам на мојот син, кој што е сега газда и директор на моите компании во Прилеп. Вие долги години сте успешен во Соединетите Американски држави, таму беше и дел од вашето семејство. Што е она што ве привлече назад во Македонија, па дури и еве активно сега споменавте да го вклучите вашиот син Николас Атанасовски, кој е роден во Прилеп, односно кој е роден во Соединетите Американски држави, а сега сакате да го преселите и да работи во градот Прилеп. Јас сум многу горд како македонец кој што си ја сака својата татковина, али најмногу сум горд што на моите синови му е пренесов љубовта кон мојата татковина, која станува и втора нивна татковина, како мојот син Николас, веќе повеќе од 2,5 години живее и работи во моите компании во Прилеп, кој вистина ме радува многу што тој како роден во Соединетите Американски му станува втора татковина и сум многу горд што двете татковини ги сака подеднакво. И тоа е една голема заслуга на мене кој што ја му ја преносам на моите синови. Ме интересира овдека едно мало прашање кое што треба да се дообјасни. Вие од Соединетите Американски држави таму инвестирате, доаѓате да инвестирате во Република Македонија, во Прилеп имате големи инвестиции. Дали планирате уште повеќе да инвестирате во Република Македонија и покрај тоа што е отворена фондацијата Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски? Покрај моите компании што ги имам во Соединетите Американски држави, јас уште од порано почнав да инвестирам во Република Македонија и понатаму ќе почнам уште повеќе да инвестирам, затоа што веќе еден од моите синови е тука, кој што ќе ми помогне во моите инвестиции. Имам доста инвестирано во Прилеп, Жито Прилеп, Липа, хотелите Липа и комплексот Сонцега, кој што има бензинска помпа, ресторант, базен и други фасилити, фитнес центар и други, така да во иднина
мислам да инвестираме повеќе не само во Прилеп, туку и на други делови во Република Македонија. Малкумина се вакви македонци кои што се надвор од диаспората, може да се избројат и на една рака, но за економскиот дел малку понатаму или во некоја друга прилика, бидејќи сега е многу интересно вие како лидер на политичка партија да ја кажете вашата визија за Македонија во општествено-политичка смисла. Јас мислам Македонија има право македонците да се обединат во една економска и политичка обединети. Ако тоа ние не го направиме во овој момент, кој што нас имаме голема шанса тоа да го направиме во овој момент, ние не можеме понатаму да водиме онако како што ние гледаме Македонија да биде економски силна и просперитетна во еднина. Се надевам дека овие желби околу општествено-политичката смисла ќе станат и реалност. Вие за тоа сте тука во Македонија. Малку подоцна ќе отидеме со еден дел од коментирање на актуелната политичка ситуација во Македонија. Но сега морам да ве прашам за нешто друго. Вие сте првиот донатор на споменикот на Александар Македонски, изграден во Прилеп. По тој споменик, после градењето на тој споменик, започнаа да се градат уште низа споменици и Македонија да ја открива сопствената историја, односно каде се наоѓа. Како се чувствувате со самото тоа? Колку сте горд на тоа што имавте можноста да го имате и да го донирате првиот споменик на Александар Македонски и при тоа нашиот јужен сосед збор да не рече? Јас донирам и ќе донирам и понатаму. Имам доста донирано во Соединетите американски држави, во македонските заедници, кои што учествувам и големи организации кои што придонесуваат за Република Македонија и за македонците кои живеат надвор. Се тоа сакам и во иднина да го вклопам во, како што направам претходно во фондацијата Ѓорѓе Ѓорче Манасовски, да можам поефикасно и подобро да помагам онаму кај што треба за македонските национални интереси, за македонците оние кои што сака и кои што не може за школство и некои хумани процеси кои што би требало да бидат во корист на македонскиот народ и Република Македонија. А можам да напомнам и сум првиот човек кој што го финансирав и го поставив Александар Македонски во мојот град Прилеп во 2006 година, кој што беше многу прифатен од македонскиот народ и каде беше присутен и сегашниот премиер Никола Груевски. Народот беше многу задоволен, беа многу присутни и од тука почна идејата и понатаму да се градат и други споменици не само на Александар, туку и на наши големи лидери кои што во историјата биле придонесле многу за нашата Македонија. Од осамостојувањето на Македонија се занимавате со политика. Многогодишен лидер на партијата Македонска алијанса. Вашите политички ставови ве позиционираат буквално во јавноста како искрен патриот, како човек кој што искрено си ја сака Македонија. Што е тоа што ве мотивира толку да бидете активни во вашиот политички живот? Ја мислам секој еден човек би требало да придонесе во изградбата нашата тетковина. Јас мислам да придонесам еден дел што е можно во мојот живот и затоа работам и секогаш помагам на луѓе кои што се потребни организации. Македонската алијанса беше регистрирана да се помогне на сите оние македонци во соседните земји да се организира и за да ги добија човечките права кои што и ден денеска во 21. век не ги уживаат тие права. Тие права се наравно не се од нас дадени, туку ги има во сите институции кои што тие права треба секој еден народ да ги ужива. Господин Атанасовски, пред да се префрлиме на македонците во диаспората и на тоа како тие се чувствуваат надвор од нашите граници и како луѓе на кои што реално им е потребна поддршка од ваша страна, вие сте во суштина добитник и на многу награди од страна на државите во кои што живеете, работите, односно вие живеете во Соединетите американски држави и таму имате посебни награди. Некоја вака да ми одвоите како Јас како присутен во сите организации во Соединетите американски држави, Канада, Австралија и Европа, имам добиено награда од македонската организација UMD како најзаслужен интернационален македонски бизнисмен,
а исто имаме добиено и најголемата награда американска за општествена работа од Елис Ајланд, кој што таму вистина се награди кои што ги дава на претседателите на Америка и заслужни луѓе од целиот свет. Вие сте заслужен граѓанин на Соединетите Американски држави според овие награди. Најверојатно треба народот да препознае и да свати дека во суштина имаме голем македонец кој што се наоѓа од другата страна на Атлантикот. Ќе успеете ли Македонија да ја направите една од најзаслужните држави во Европа и светот? Имате ли таква амбиција и дали наградите кои што ги добивте таму ви даваат порив? Не само таму, најмногу ми дава за право македонскиот народ, кој што го сакам и мислам Македонија е прекрасна земја и треба оваа земја грудка да ја дадеме иднина. А таа иднина можеме да дадеме сите ние македонците, не само Ѓорѓе Ѓорѓ Атанасовски, туку целиот македонски народ, независно дали живее во Република Македонија и во соседните земји, во Албанија, Егејска Македонија, Пиринска, би требало и тие да ги вклучиме во иднината и изградбата на нашата татковина. Во диаспората, надвор од границите на Република Македонија, има многу македонци. Македонците во регионот, особено во Грција, имаат големи проблеми. Македонците во Албанија исто така се соочуваат со проблеми, еден дел признати, еден дел непризнати. Македонска алијанса за европска интеграција се вика партијата во Албанија. Таму го имате Едмон Темелко како човек кој што е предводник на таа партија, на македонската кауза и е повторно кандидат за градоначалник на следните избори. Македонска алијанса за европска интеграција и стана дел од владеачката коалиција на Еди Брама. Што може да очекуваме во Албанија и која е шансата на македонците сега со новата направена коалиција, дали може да очекуваме македонците да се изборат за поголеми права? Сакам да се вратам уште во 2004 година, кога со македонците од Албанија се организираме да направиме политичка партија. Јас сум еден од основачите на Македонската алијанса за европска интеграција. И можеме успесите да ги видиме во минатото, али во овој ден треба да се избориме во новите избори кои што Албанија ги промена процесите и процесо, ги намали општините, каде што некои места каде што можеше македонците да добијат повеќе пратеници. Во овој момент најголемата шанса и најдобрата визија за да го направиме тоа, ние одлучиме дека е најпотребно да застанеме со една од политичките партии и за да можеме максимално да влијаеме и да максимално да добијаме пратеници, а исто и еден градоначалник кој што веќе го имаме 8 години, тој е Едмон Темелко. Се надеваме дека Македонска алијанса за европска интеграција ќе исполни својата мисија во Албанија. Во Албанија се блиску изборите, мора да поставам туку уште едно подпрашање. Кои се целите и аспирациите на Македонската алијанса за европска интеграција во Албанија? Што е она што треба македонците во Албанија да го добијат, за што вие се залагате? Македонската алијанса за европска интеграција се залага да ги има сите човечки права како сите други народи. Се залагаме да имаме македонски јазик, се залагаме да имаме македонска телевизија, државна телевизија, да бидеме присутни и секаде да имаме отворени врати во школство, здравство и на други места каде што вистина ќе бидеме лојални граѓани, ќе бидат лојални граѓани на Република Македонија, али претhodно треба овие сите услови да му се дадат на нашите кои што живеат во Република Албанија. Како представник на македонската диаспора, како гледате на евроатлантските аспирации на Република Македонија и која е вашата визија за Република Македонија како држава? Ние сме многу свесни во диаспората, затоа што народот тука, повеќето од македонскиот народ, веќе позитивно размислува за европската интеграција. Исто ние го имаме истото мислење, но мислењето наше е поинаку, не да ја платиме највисоката цена за да влеземе во Европската унија. Ние сме за да влеземе во Европската унија, но не по секоја цена. И не можеме да ја платиме таа цена за промена на нашето име, тоа македонскиот народ никогаш нема да го прифати, а исто и македонската диаспора.
Евроатлантските интеграции како целина подразбираат членство на Македонија во Европската унија и во НАТО. Се соочуваме со една сулуда политика на нашиот јужен сосед на целосно негирање на македонското име. Кој е излезот на Република Македонија и како да успееме да се оттргнеме од таа сулуда политика на Атина, а Македонија сепак да остане онаму каде што го има зацртано патот и блиску до незините стратешки партнери, а тоа се Соединетите Американски држави. Ние треба да гледаме партнерство. Најголеми партнери во овој момент се Соединетите Американски држави. Многу мина тоа не го верува тука во Република Македонија, а ние тоа партнерство треба да го градиме во иднима и да бидеме многу поблиску. Наравно, тоа партнерство треба да градиме и со други земји кои што истото го мислат и сакат да бидат партнери во иднина. Можам да кажам дека Америка е една од земјите кои што во 2004 година председателот на Соединетите Американски држави не призна подуставното име и тоа е еден голем чекор кој што Соединетите Американски го направи за нас и за македонскиот народ. Со мене вие сте во студиото, малкумина македонски граѓани овдека знаат дека вие сте активни во политиката во Соединетите Американски држави. Уште малку ќе се задржиме на таа тема околу евроатлантските аспирации на Република Македонија. Дали сметате дека американците ни се реално искрени пријатели и дали Македонија има искрени пријатели во Конгресот на Соединетите Американски држави и во големите политички елити во Соединетите Американски држави кои што им мислат добро на Република Македонија? Ја можам тоа да го потврдам. Во Букуреш, кога американскиот председател Џорџ Буш предложи да бидеме примати во НАТО, нашиот соседен сосед Грција направи вето. Али тоа вето беше поддржано и од Германија и од Франција. Нажал, гледаме што му се случува на нашиот сосед во овој момент. Од тогаш работите не могат онака како што тие предвидува. Затоа Соединетите Американски држави ни дадоа рака и подпишаме договор кој што е многу важен за нас, за безбедноста и сигурноста на Република Македонија. Ги следите регионално сите активности. Дали сметате дека може да постои задоплување на односите помеѓу Македонија и нашиот јужен сосед? Ја мислам, стално треба да се трудиме ние да градиме со соседите доверба и да имаме економски процеси кои што ќе му помогнат и на нивниот народ и на нашиот народ. Никогаш не смееме да ги затвориме вратите за некои национални и рационални политики кои што нашиот сосед и Атина ги спроведуваат во овој момент за нивни лични интереси кои што ги има проблемите во Република Грција. Бидејќи долго ги следите овдека состојбите, редовно ги коментирате и преко нашата телевизија, често испраќате соопштенија, особено на делот околу негирањето на македонскиот народ, идентитет, јазик и држава од страна на нашиот јужен сосед. Како ќе ги коментирате последните изјави од страна на министерот за надворешни работи на Грција, Никос Кодзијас, кој што најави нов пристап на грчката влада, а тоа беа предлог мерките за градење на доверба помеѓу Македонија и Грција? Ја мислам предпазливо треба се пристапи кон тоа, затоа што нивната политика не е веќе промената и овие што дојдат новите на власт, тие уште има она црвена линија за Македонија. Мислам треба да бидеме многу предпазливи и му препорачувам на Министерството за надворешни работи многу пазливо да пристапува на овие доверби кои што Грција ги предложува во овој момент. Ја мислам тие сите доверби што во овој моментот тие ги предложува се една врска како да му се подложат на Европската унија и на други, дека еве и ние работиме, попуштаме и сакаме спорот да биде решен. Колку македонците кои што се надвор во диаспората сега треба да го искористат моментот да направат притисок врз европските земји, таму каде што работат, да направат дополнителен притисок над нашиот јужен сосед, за да конечно тие
запрат со нивната ирационална политика и со нивните глупости кои што ги прават 25 години наназад. Имаме ли таква моќ во нашата диаспора? Ние веќе работиме во диаспората и во Соединетите американски држави. Многу конгресмени и сенатори се придружени на нашите процеси што сакаме да ги направиме. А исто јас се познавам со многу сенатори и конгресмени и со семејството Џорџ Буш, така да ние во секој на дневно кога ќе имаме некои разговори, наравно овие проблеми што ги имаме ги доставуваме до америчките сенатори и конгресмени. Дали европските држави можат сега да помогнат тие да направат притисок врз Грција, бидејќи таму гледаме дека се во тешка економска криза? Јас мислам проблемот секогаш бил во Европа, не бил во Соединетите американски држави. Тоа се докажа дека Америка не призна под уставното име. Европската унија е проблем што има внатрешен проблем, кој што тој проблем доведува до некои пропусти и Грција гледат како едно дете галено, што тие проблеми што ги има не сакат да има поголеми проблеми и затоа не го решава овој спор. Никој не може да запре Германија или Франција да не призна, како што ги призна Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, па и некои други како Кипар. Многу држави има проблеми со размена на земји или нешто друго, ние имаме проблем со името. Тоа е ирационален проблем. Како сметате да македонските политички елити во оваа чудна бурна состојба во Македонија да седнат, да се договорат? Дали и покрај сите овие проблеми кои што се случуваат во Македонија треба да се изнајде храброст и сила да се подлечат македонските црвени линии, бидејќи гледаме се уште дека има разногласие меѓу политичките партии во Република Македонија? Јас мислам и стално застанувам нашето вековно историско име нема што да преговараме. И нашите историско наследство. Тоа еднаш и за секогаш треба да му оставиме на нашите соседи, дека за тоа не можеме да преговараме. Можеме да преговараме за сите други билатерални односи, али името свето, ја мислам повеќето од македонскиот народ, не е спреман да го смени македонското име и да се откаже од тоа, за да влеземе во Европската унија или било каде во организациите во светот. Господине Атанасовски, веќе Македонија 3 месеци се наоѓа во политичка криза. Последица е на така наречените политички бомби кои ги објавува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нивниот лидер Зоран Заев. Се води веќе судски процес нели во целата оваа работа за шпионажа, уцени, насилство и соработка со странски служби. Како гледате вие на се тоа? Ја мислам во овој момент сите малку треба подлабоко да размислиме. Имаме голема криза и оваа криза не смееме да ја пренесиме, да има штета Македонија од тоа. Треба да бидеме разумни и опозицијата и позицијата. Најдобро би било да седнат и да се договорат, наравно. Али сите овие процеси треба да се вршат во нашите установи кои се надлежни за тоа. Прислушкувањето и другите, сето ова треба да се реши во установите на Македонија, каде што мора да се реши. Без тоа решение не можеме ние да одиме напред и македонскиот народ има право да знае што се случува во Република Македонија, има право и на протести, тоа е дозволено со демократските процеси, но не дозволувам да има насилство и да се употребат некои методи кои што не би биле пожелни за војнината на Република Македонија. Дали сметате дека може да дојде до брз излез од актуелната политичка состојба во Република Македонија или очекувате дека малку подолго ќе трае целата оваа приказна? Ако лидерите на двете политички партии ги стават дека Македонија е свето и поголема од нив, може многу лесно да се реши. Ако мислат за нивните лични интереси, овој процес ќе трае подолго. Имаме ли опасност да се случи некој внатрешен порив, судир меѓу македонците или меѓу различни етнички заедници, или сметате дека тоа е веќе надминато? Јас мислам, сето зависи од лидерите на политичките партии кои што во овој момент се на власт или во опозиција. Али тоа може да се реши како што напомена претходно со разум. Ако немаме разум, овој
процес може вистина да влијае не само во Република Македонија, може да влијае и за оние процеси досега што сме ги успеале, евроатлантските интеграции и други, да паднат сето во вода, која што ќе биде вистина штета и уназадување на Република Македонија за 10 до 15 години. Политичките партии во Република Македонија веќе започнаа со идеја како, односно кои би биле нивните барања во евентуална некаква си преодна влада околу измената на изборниот модел. Дали вие како политичка партија размислувате да побарате измена на изборниот модел, Македонија да биде една единствена единица или да биде поделена на 6 како што е актуелно во моментов? Ја мислам, ние сите македонци и народот, не само тие политички партии, треба да ги избориме тој избор кој што е најдобар за Македонија, не најдобар за политичките партии. И тогаш можеме довербата на народот да се добија. И да се има нови избори, сето треба, ова што ги има сите овие проблеми, да се исчистат. Не е само да имаме избори, туку тие избори да бидат вистина, македонците да ја добијат довербата оние луѓе кои што ќе ја водат Република Македонија во иднина. Господине Атанасовски, ги стрпевме темите за разговор во вечерашно издание на емисијата Избор на народот. Пред да ви заблагодарам, да ви посакам многу успех во сето она што го работите, да ви посакам многу успех во идејата за донаторството, односно за формирањето на Џорџ фондацијата, и се надевам дека многумина македонци и официјално ќе добијат многу поголема помош од еден од големите македонци кои што се наоѓа надвор од границите на Република Македонија, толку многу си ја сака Македонија. Благодарам. Тоа беше се во ова издание на емисијата Избор на народот. Ви благодарам и вам на вашето внимание, благодарам што не следевте и ве поканувам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Сонце. До гледање.